Гледате вести на К1 телевизија. Во нив ви донесуваме настани од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. По кратките најави се враќаме веднаш. Останете со нас. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот со препораки до возачите за надминување на заморот. Започнаа подготовките за годинешната велешка питијада. Поранешниот министер за транспорт Владо Мисајловски на својот Facebook профил се огласи во врска со грантот што го доби Македонија од Европската унија. Македонија денеска не е во портокалова алертна фаза. Температурите се далеку под 40 степен. Граѓаните велат полесно се дише, но лекарите и понатаму апелираат хронично болните редовно да ја земаат препишаната терапија. Од 10 до 17 часот и понатаму се препорачува да не се излегува на отворено. Републичкиот совет за безбедност на патиштата денеска испаднаа со совети и препораки за надминување на заморот. Колешката Валентина Михајловска со деталите. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот и патиштата со совети за препознавање и надминување на заморот кај возачите. Возењето е опасна и подеднакво напорна активност која значително заморува и бара психички напрегања. За време на возењето вниманието и фокусираноста на патот се зголемени со цел откривање опасности, навремена и брза реакција. Заморот обично се јавува послед двочасовно возење во зависност од тоа по каков пат се вози. За намалување на заморот како корисен ефект има пријатната атмосфера во возилото, разговорот со сопатниците, слушање соодветна музика и слично. Вентилацијата во возилото треба редовно да се проветрува и прилагодува за постојано да има свеж воздух, но да не се претерува со ладење и греење во истото. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот и патиштата препорачуваат одморање во соодветни интервали, правење кратки паузи, освежување и размрдување. За време на паузите се препорачува да се земат помали оброци, лесна храна и освежителни пијалоци. Доколку возачите станат свесни за замор или поспаност, а немаат кој да ги замени во возењето, се препорачува да се запре возењето и како најефикасен начин за надминување на истиот е спиење. Општина Свети Николе доби нова капела. Овој капитален проект е значаен во делот на комуналната сфера која го реализира локалната самоуправа со сопствени средства. Капелата ќе биде во владение и одржување на јавното предпријатие Погребални услуги Свети Николе. Долгогодишниот проблем кој го имаа Свети Николчани со недостиг на капела е веќе решен. Деновиве ставен во функција новоизградениот објект. Од сега и Свети Николчани, покојните ќе можат достојно да ги испраќаат до вечните почивалишта. Потребата од ваков објект беше увидена и затоа општината реши истиот да биде изграден, вели градоначалникот Тасев. Граѓаните на општина Свети Николе добиваат еден објект кој што можеби никој не посакува да го користи, меѓутоа е значаен од аспект дека е потребен како инфраструктурен проект за град кој што расте и се развива. Тоа е објект кој што долго време се градеше, меѓутоа постојат повеќе параметри и стандарди кои што треба да бидат исполнети при изградбата на еден ваков објект. Значи спазени се сите услови и стандарди при изградбата на објектот. Објектот е наменски, обезбедени доволно паркинг простор, обезбедена е комора исто така за чување на починатите. Сите граѓани кои имаат договор за гробна такса со јавното предпријатие Погребални услуги нема да плаќаат надоместок за услуга во капелата. Ова беше неопходен објект за потребите на граѓаните на Свети Николе, бидејќи во најстресните моменти ги правеа обредите во домашни услови. Сега, она како што предвидува закон, она како што соодветствува на времето во кое живееме, капелата е навистина неопходен објект и капитален објект на општината и за потребите на граѓаните на Свети Николе.
Финансиските средства за реализација на овој капитален проект се од буџетот на локалната самоуправа. Капелата ќе биде во владение и одржување на јавното претпријатие погребални услуги Свети Николе. Граѓаните и фирмите кои имаат неплатена сметка за радиодифузна такса до 30 јуни годинава да извршат плаќање на долговите во најкусо време, бидејќи ќе почнат постапки за присилна наплата, информираат од Управата за јавни приходи. И покрај тоа што еден од адутите на новата влада предводена од СДСМ во предизборната кампања беше укинувањето на радиодифузната такса, од оваа мерка се уште нема ништо. Управата за јавни приходи најавува дека ќе започне постапка за присилна наплата за сите граѓани и фирми кои имаат неплатена радиодифузна такса до 36.2017 година, доколку истата не ја подмират во најкус временски рок. Со цел обврзниците да не се изложуваат на блокирање на сметки и дополнителни трошоци, препорачуваме навремено да проверат дали имаат заостанати долгови, односно истите доброволно да ги платат, стои во соопштението од Управата за јавни приходи. Од УЈП потенцираат дека се додека не се официјализира најавената измена на законот за укинување на радиодифузната такса, обврзниците имаат законска обврска да ја плаќаат оваа јавна давачка, а за неплатените обврски, Управата за јавни приходи има законска обврска да ги превземе сите мерки за наплата. Богата понуда и пристапни цени на зеленчукот и овошјето на градскиот пазар во Велес. Почнувајќи од килограм лубеница се продава за 7 динари, додека дињата може да се купи за 15 динари. Теквичките се продаваат за 5 динари за парче, а мудриот патлиџан за 10 динари. За тоа колку граѓаните се задоволни од понудата и цената, ќе погледнеме од анкетата на колешката Валентина Михајловска. Пазарот нуди богата понуда на зеленчук и овошје. Килограм лубеница се продава за 7 денари, додека дињата може да се купи за 15 денари. Цената на праските е помеѓу 10 и 25 денари. Килограм домати може да се купат за 10 до 30 денари, додека цената на пиперките се движи помеѓу 30 и 50 денари. Тиквичките се продаваат и за 5 денари за парче, модриот патлиџан за 10 денари, граф 120, а оризот се продава за 60 денари по килограм. Граѓаните се задоволни од понудата, а за цените имаат различно мислење. Добро е. Се е добро. Тој што работи малцу, а тој што јаде многу му, а не е тоа исправно. Сметате дека цените се Добро е, нормално. Да. Моја оцена е дека се ниски цените и поволни, а тоа дека е без парица масовна е општ проблем. Реални, што знам. Реални се. Вие што се купите денес? Чушки купив, краставици. Што најчесто купувате? Па се. Патлиџан, чушка, краставица, моркови и тоа. Цени се различни, зависи пред квалитетот. Ја земав барани, земав бабарки, земав патлиџанчиња, ориз и така работа. Дел од продавачите се задоволни од продажбата, а некои не. Па патлиџанот повише оди, тиквата така оди, крушите слабо одат, чушките исто. Скапо е многу, на луѓето немаат пари и тоа е. Емиш, круши, патлиџани и пипер. Цените како се? Нормално, 20-30. Мислам просечно. За сега неутрален. Нема побарувачка, а роба има. Одморили се, жештинили се. Мислам дека нискиот стандард е на граѓаните. Посигалото е тоа. Секој сака да земе, како и ја. И покрај тоа што зеленчук и овошје може да се купи во маркетите, сепак овие производи Велешани најмногу ги купуваат на пазарот. Во мај годинава продажните цени на индустриските производи вкупно се пониски за 0,4% на месечно ниво, а повисоки се за 3,2% на годишно ниво. Ова го објави денеска Државниот завод за статистика. Во мај оваа година, продажните цени на индустријски производи вкупно се пониски за 0,4% на месечно ниво, а повисоки за 3,2% на годишно ниво, објави Државниот завод за статистика.
Во мај 2017, во споредба со април 2017, продажните цени на производителите на индустријски производи вкупно се повисоки во секторот рударство и вадење камен за 0,3%, а се пониски во секторот преработувачка индустрија за 0,4% и во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација за 0,3%, објави статистика. Според објавените податоци, во мај 2017, во споредба со мај 2016, продажните цени на производителите на индустријски производи вкупно се повисоки во секторот рударство и вадење камен за 19,2%, во секторот преработувачка индустрија за 2% и во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација за 1,3%. Започнаа првите подготовки за традиционалната манифестација на питата и виното Петијада 2017. Во првата недела од месец октомври Велеске живее во знакот на питата, пастармајлија и виното. Дијана Иванова со повеќе детали околу подготовките за овој настан. Подготовките за овогодишната Петијада веќе се започнати. Од локалната самоуправа вело дека работите ќе одат забрзано. Добро познатите проблеми околу изменувањето на мандатот на градоначалниците и советниците, според градоначалникот Чадиев, е причина, наместо во март, подготовките да започнат во месец јуни. Со оглед на колку период изгубивме во изминативе неколку месеци, на кој начин ќе функционира локалната самоуправа, ние веќе ги се подготвуваме и официјално идната недела ќе објавиме стартот на подготовките за наредната Петијада. Планираме се одржи негде првата недела, односно околу 7 октомври. Стандардно е терминот 11 октомври, меѓутоа ова година 11 октомври е негде отпаѓа вторник, среда да биде таква прилика. Тоа значи дека негде неколку дена пред тоа би се одржала Петијадата. Чадиев најавува и средба на организациониот одбор со угостителите учесници на манифестацијата. Локацијата останува иста, но затоа содржините годинава ќе бидат збогатени. Ќе се подготвиме малку поразлично нешто да биде, бидејќи точно да го достигнавме можеби врвот минатата година и кога ќе стигнеш на врвот тешко е да се одречиш на врвот, но ние се ќе сториме, иако има премногу краток период да кажам за организација, ние изминатите години стартувавме со организација уште у февруар месец, у март месец. Чадиев вели дека се воспоставени веќе првите контакти со естрадните уметници, кои годинава ќе бидат дел од 14-тото издание на фестивалот на виното и питата. Според организаторите, мината годишната Петијада е досега најуспешна, со продадени 76.000 пити и 17.300 литри вино. Велес во трите фестивалски денови беше домаќин на 70.000 љубители на најпознатиот велешки специјалитет – питата пастармајлија. Актерите од Велешкиот театар вечерва со представата Синиот портокал настапуваат на Скопското лето. На малата сцена на Македонскиот народен театар Фајк Мафейловски, Самуил Стојановски и Жарко Спасовски ќе одиграат драмата за современата психијатрија со застарени методи на лекување и безпомошноста на докторите да ги лекуваат своите пациенти без седативи. Александар Ивановски се подпишува како режисер, додека драматур е Катерина Момева, сценографијата е на Филип Коруновски. Продолжуваме понатаму со вестите од Македонија. Малта, Рим и Ваксио, Шведска се трите нови дестинации кон кои ќе се воспостави директна авионска линија од Скопскиот аеродром. Тав Македонија и авиокомпанијата Визер денеска ќе го означат почнувањето со летовите на овие нови 3 авиолинии. Визер го почна првиот лет од Македонија во јуни 2011 година и нуди 29 линии до 13 зими. Продолжуваме со останатите информации од Македонија. 2 дена откако се обелодени дека Европската Унија на самитот во Трст и додели 70 милиони евра на Република Македонија неповратен грант, поранешниот министер за транспорт и врски Владо Миселовски на својот Facebook профил напиша:
Сакам јавно да им се заблагодарам на сите вработени во Министерството за транспорт и во другите институции што помогнаа и вложија максимум минатите години за да спремиме апликација за добивање на грант од Европската Унија во делот на инфраструктурата. Требаше многу време да се направат добри проекти за аплицирање и многу подготовка и работа во самата постапка за да добиеме 70 милиони евра неповратен грант. Иако имавме доста проблеми и предизвици во апликацијата, сепак со работа на сите заедно сега можеме да се пофалиме дека средствата ќе бидат одобрени. Пишува Мисајловски. Тој додава дека во изминатиот период до него стигнувале сигнали дека овие средства ќе бидат одобрени. Добивме добри сигнали од сите страни дека ќе се одобрат заслужените грант средства, но мораше да се формира влада за официјално да се соопшти. Иако разни експерти не тераа да аплицираме за многу помал износ од средства, јас и вие одлучивме да одиме на максималниот износ што треба да го добиеме за доизградба на железницата на коридорот 8, и тоа се случи. Со помислата ако не аплицираме за што поголем број на средства, нема да можеме да се надеваме на најдоброто за нас, но сепак со добра работа и квалитетни луѓе се може. Секоја чест на сите. Ова е наш и ваш успех и продолжете вака, бидејќи Македонија и граѓаните заслужуваат многу повеќе. Напиша Мисајловски на својот Facebook профил. Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Димитров денеска престојува во работна посета на Ватикан, каде ќе оствари средба со секретарот за односи со државите, монсиньор Пол Ричард Галагер. На средбата се очекува да разговараат за продлабочување на билатералната соработка меѓу двете земји, кои изминативе 2 децении ја карактеризираат земната почит и поддршка, меѓусебното разбирање и споделување заеднички културни, религиски и цивилизацијски вредности. Покрај политичките релации меѓу двете земји, на средбите ќе бидат разгледани можностите за проширување на секторската соработка, пред се во областа на културата, образованието, здравството и останати сфери од заемен интерес. Од МЕПСО со препорака до земјоделците во екот на наводнувањето на земјоделските површини. Да се внимава како се поставуваат цевките, односно системите за наводнување и распорскување во близина на далеководните траси. Водата е спроводник на електрична енергија и секогаш може да направи контакт и со телото на човекот, а некогаш последиците можат да бидат катастрофални по здравието и животот на луѓето, велат од МЕПСО. Во текот на жетвата да се избегнува поминување под проводниците на далеководите со робусна механизација, комбајни или големи трактори. Земјоделците не треба да ги палат и нивите по жетвата, ако и се во непосредна близина на далеководите, велат од МЕПСО. Најмалку 60 лица загинаа во поплавите кои го зафати североисточниот дел на Индија, а над 2 милиона се загрозени, соопштија властите. Поплавите траат веќе 3 недели, а најтешко погодена е индиската држава Асам, каде од средината на јуни до сега животот го загубија 45 луѓе. Продолжуваме понатаму со информациите од светот. Последната анкета на хрватската платформа за вработување Мој посал покажа дека невработените хрвати би прифатиле работа за која не се стручни. Анкетирани биле 1100 невработени лица. Од нив 79% одговориле дека доколку им биде понудено работно место за кое не се стручни, тие би прифатиле и ќе се обиделе што е можно побрзо да научат се што е потребно за работното место. 12% од испитаниците рекле дека не прифаќаат работа за која не се квалификувани. Останатите 9 одговориле дека ќе прифатат работа и ќе се потпрат на помошта на поискусните колеги. Нова закана за Балканот од Исламската држава. Списанието Румијах пренесува статија во која представници на терористичката организација повикуваат да се убијат сите кои според нив не ги почитуваат правилата на Аллах. Покрај текстот објавени и фотографија на лидерот на Исламската држава во Босна и Херцеговина Хусеин Кавзовиќ и неговиот заменик Хусеин Смајич и на босанскиот муфтија кои се карактеризирани како измамници на исламот и лидери на исламската заедница. Во текстот се упатува апел да им се отсечат главите, бидејќи, како што пишуваат приврзаниците на Исламската држава, нема ништо повредно за Аллах од тоа да се убијат оние кои измамиле верата во него, кои сакаат исламот да биде уништен однатре.
Конечно денеска имаме заладување на времето. Нестабилно со локален пороен дожд и грмежи се очекува во вечерните часови во јужните делови од земјава. Нестабилно со порен дожд и грмежи според најавите на УХМР ќе биде и утре попладне претежно на југот и истокот од земјава. На места е можно процесите да бидат поинтензивни со појава на град и засилен ветер. Според прогнозите на метеоролозите, утре ќе имаме температура до 33 степен. Во понеделник до 28, вторник 32, среда 34 и четврток до 35 степен. Со ова информација го завршуваме овој дневник. Јас ви благодарам за вниманието и останете и понатаму со програмата на К1. Пријатно!